Македонскиот јазик е коренот на македонскиот идентитет. Без нас тој не ќе живее, ниту ние ќе бидеме македонци без него. Ова го порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова на свечената академија во Ману за 80 годишнината од кодифицирањето на македонскиот јазик, на кој посочи дека македонскиот јазик се уште се соочува со предизвици на непризнавање. Денес, 80 години по кодификацијата, македонскиот јазик повторно се соочува со предизвици. Првиот предизвик се сеништата на анахроните балкански национализми, кои што се уште не се помирени со реалноста на македонскиот идентитет. Изминатива 30 години имаше обиди за бришење на македонскиот јазик, кои што варира од негово грубо негирање преку еуфемистично преименување. Претседателката Силјановска беше запрашана и за законот за употреба на јазиците, за кој беше најавено дека Уставниот суд ќе донесе одлука по локалните избори. Венецијанската комисија веќе има изготвено така наречено пријателско мислење за овој закон, зашто Силјановска не очекува дека ќе биде поразлично од тоа што претходно го даде. Верувам дека Венецијанската комисија немам да излезе надвор од тоа мислење, но се разбира, мислам дека и ќе има свој представник овде кога ќе се расправа за законот за употреба на јазиците. Не смееме однапред да предвидуваме како ќе одлучи Уставниот суд. Ќе се држи до Уставот, но исто така ќе се држи и до компаративната европска практика. Подготвителната седница за законот за јазиците треба да се одржи на 19 јуни, но како што рече претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, одлуката ќе се носи по одржувањето на локалните избори. Во меѓувреме доставено и мислењето и од Венецијанската комисија, кој ќе се разгледува на самата седница.